Така, сакаме кога во нашето студио има многу гости и сакаме кога промовираме и убави традиционални вредности, посебно фолклорот, а и посебно верувам дека ќе ви биде интересно да не проследите до самиот крај, затоа што кога веќе спомнавме за интересни гости, со такви гости и во продолжение ќе се дружам, односно ни доаѓаат од фолклорниот ансамбл Етнос. Па добре ни дојдовте. Добре. Како е? Дали сте добри? Благодариме, добре. Да, ти благодарам затоа што си автентична, благодарам за тоа затоа што и гледачите уживаат, а и ние и некако нели инспиративно за цел овој разговор кој што ќе го правиме. Ајде вака да ве представам. Господинот Ване Наков, председател на фолклорен ансамбл Етнос, па веднаш до мене е Мила Игнатовска, раководител на женска пејачка група, и Далибор Миличевиќ, костимограф и спицента во ансамблот. Така, ништо не погрешив, одлично. Уште еднаш ви благодарам за одвоеното време и затоа што сте дел од утринската на Телма. Па некако логично е да почнеме од самиот почеток на ансамблот, тоа веројатно е пред 20 години затоа што толку славите. И како е, кој создаде, каква беше приказната на почетокот и дали се очекуваше да се стигне до сево ова кое што е денеска овој ансамбл? Да, прво благодарност до телевизија Телма за поканата да бидеме гости во ваша емисија и да го промовираме нашиот концерт и да промовираме нашиот ансамбл. Етно се формирано точно пред 20 години од група ентузијасти кои што го сакаат народниот мелос, ја сакаат народната песна, сакаат народното оро. Годините си го направија своето, од мал ансамбл поминавме во голем ансамбл кој што со респект се збори за него низ Македонија и надвор од нашите граници. Се трудиме да работиме културно, да го шириме културното богатство на македонскиот народ и се надеваме дека сме успеале во тоа. Да, дефинитивно годините се покажуваат обстојувањето, нели, и сето она што го презентирате, па и освоените награди, ако може и тоа е, нели, за споменување и како голем успех. Но наспрема пред 20 години и сега, колку може да се задржат младите во овој фолклорен ансамбл, односно колку се подмладувате со оглед на тоа дека тоа и го зборувавме во утринава со Кате кога ве најавувавме, нели, во она наше време во детството, нели, во секоја населба имаше фолклорен ансамбл и сите некако пројдовме низ она, нели, како е да се игра орец. Па некој остана малку повеќе, некој помалку. Колку сега младите може да се привлечат во ова ново време? И па ново е времето. Ново е времето, тоа да. е ново, значи дали е тешко за потешко е, помал е интересот на младите во овој период. За да се задржа, за да дојдат, треба многу труд, многу вложување, многу работа и треба да им биде интересно на децата тоа што им се покажува, да го сватат, да го разберат. Веројатно тоа првенствено од дома, нели, колку се преферира фолклорот, народната музика, нели, ората и така натаму, па сето тоа потоа се продолжува во воспитувањето понатаму. Поширок муаве таму и домашните обврски, и школските обврски, во нашите училишта треба едукација на тоа поле и така натаму и така натаму. Меѓутоа, ние обстојуваме. Да. И секоја чест за тоа. Кажано тоа убаво, ние сме ансамбл кој што сака да ја почитува народната песна, народното оро и се трудиме тоа да го пренесеме на младите поколенија. Така е. И верувам дека успешно уште многу години тоа ќе го правите. Ќе се осврнеме малку на овие прекрасни носи, нели, кои што исто така сте задолжани и за реставрација и за наоѓање, како што велите, тргнувајќи од една носија, сега имате колку се веќе во ансамблот? Околу 30 комплети кои се адаптирани за сценски изведби. Исто така имаме и комплети на носи кои ги користиме, кои се автентични, оригинални, кои ги користиме за ревии на носи, за некакви презентации, од кои што имаме по 1, 2, 3 комплети. Но за концертирање, за сценски настапи имаме 30 комплети, па може би и повеќе, со кои што го одржуваме нашиот репертоар со кој што работиме во ансамблот. Кога станува збор за носиите, веројатно е специфично и чување и одржување, а она што го знам за вас е дека им помагате и на другите ансамбли, нели, што се однесува до носии. Така, да. Чувањето е специфично, се трудиме колку можеме да ги дочуваме носиите кои не се оригинални, бидејќи нашиот ансамбл, со тоа што ја негуваме народната песна и оро,
ние правиме голем број на теренски истражувања, идеме низ целата држава, по селата, каде што ги откупуваме носиите, ни ги поклонуваат некогаш, кои се не секогаш во добра состојба, бидејќи се работи за носи кои се стари по 70, 80, па некогаш и до 100 години. Самото време си го направило своето. Но се трудиме да ги зачуваме тоа што не можеме да го набавиме на терен, да можеме да комплетираме комплетна слика за една сценска адаптација. Го изработуваме самите. Се трудиме да биде изработено автентично на оригиналот, за да не биде, народски кажува, некоја ефтина копија. Така го зачувуваме македонскиот вес и уместноста на раката на македонската жена. Јасно. Гледаме убави инсерти, нели, од вашите досегашни концертни настапи, представувања. Ги спомнав наградите, па може да се задржиме за најдрагите, учеството на најразлични фестивали, да споменеме? Да, ансамблот добива годишно по 3-4 покани за гостување надвор од Македонија и низ Македонија сигурно гостуваме на десетина ансамбли, манифестации културни што се одржуваат во Републикава. Надвор патуваме низ цела Европа, сме патувале, имало ревијални фестивали, имало надпреварувачки фестивали, не секаде може да се секој ансамбл да стапи на некој фестивал таков од надпреварувачки карактер, зашто таму бараат има посебни критериуми за присуство, за учество, за со какви возрасти настапуваме, со какви носи настапуваме, со каква програма и потешко се пристигнува на тие надпреварувачки. За волја на вистината и средства финансиски, кои што се помалку ги има. Ама таму кај што сме биле, сте оставиле сме се вратиле со награди. Значи ние збориме и се фалиме со тоа. 2013 година во Закопане, значи 35-тиот поред фестивал, ги освоивме трите први места за најдобар оркестар, за најдобра соло изведувач на кавал и за најдобра фолклорна презентација. Значи на фестивалот, на тој фестивал, ние сме прв ансамбл кој што ги освоил сите три награди во категорија на обработен фолклор. Значи тоа е запишено во историјата на фестивал во Закопане. Таму настапуваат по 20, по 30 ансамбли од цел свет и 60-70 ансамбли од Полска. И колку да сакаме, кажеме, добро или лошо, моментот дека во таа констелација на луѓе што се собрани од ансамбли, ти да добиеш прво место во три категории е голема работа. Јасно, секако. Значи, ота биле во Шпанија, и во Барселона, и во Мајорка, и надоле таму во Франција на фестивали, во Турција, во Бурса. Ја тоа го знам од детството. Ако сакаш да го прошеташ светот, тогаш во Игроорна запиши се. на Игроорна. Тоа веројатно остана така, нели? Така. Значи има убави фестивали, имаме убави награди. Еве 22 година повторно во Полска бевме наградени за најдобра кореографија. Игравме Радовишки собор од областа на Радовиш и добивме на прва награда за најдобра кореографија. Браво, и сакав да ги споменеме дел од наградите и признанијата, значи, затоа што е убаво. Тоа е Јасно, не можеме се сите, но нели, реков позначајните, нешто што ви е така драго и на што се сеќавате, нели, со убави спомени. Тука веројатно многу и женските групи, соло групи ви помагаат во автентичното презентирање, нели? Па така што, ајде малку да позборуваме и за женскиот хор и соло изведбите. Колку време си ти дел од ансамбл? Така, јас сум дел од етнос веќе 10 години, така да можам да се пофалам дека јас славам јубилеј оваа година. Па бога ми, добар јубилеј, да. Да, не пеам од самиот почеток, затоа што на многу мала возраст почнав да членувам во ансамблот. Ама подоцна после некоја година прво започнав, имав 2 соло изведби. Не учествував во пеачката група затоа што бев многу мала. Но подоцна, мислам дека за прв пат на 15 години на тој јубилеј бев учесник и така во пеачката група. И од тогаш до денес сум
член и ве сега... И раководител. Да. Значи, главна за сите таму во пеачките групи. Па не, ние немаме таков принцип на работа, дека Се некој е шегувам, главен, секогаш работиме во таква хармонија и се почитуваме меѓу себе, ја има таа дружба што ја нема на други места. Јасно. Учествуваме исто така и на тие надпреварувачки турнеи кога одиме, се представуваме и со песни. Морам да кажам дека и не е само женска пеачката група, туку имаме и машки. И... Тоа веднаш сакав да прашам, да, имаме и женски, само женски мешано, изведби, и само женски, машки машки, изведби така, и да. мешани изведби. Да ја збогатиме програмата со уште нешто плюс. Кога станува збор за избор на тоа кои композиции ќе се пеат, како нели во самото представување, како го правите тој избор на песни? Како изборот... дали често се менува, дали останува автентичен таков ист со години, само се збогатува со нешто? Не, гледаме да го збогатуваме. Сега на јубилејот избравме нови песни кои што никогаш до сега не сме ги пеели, што не се пееле многу и во други ансамбли, за да сепак се задржи некаква автентичност. Ама најчесто кога се избираат песните, бираме песни кои што се од истата област на кореографиите кои што ги играме, за да има некаква поврзување. Да се надополнува. Да личи убаво во програмата. Јасно. Сега кога сме кај програмата, ја би сакал да споменам и да се задржиме на тоа што ни е повод, нели, и да го споменаме концертот кој што е значаен многу за вас, 20 години, нели, и по тој јубилеј организирате концерт на 22 март во НОП, така? Така. Може било кој што е љубител на фолклорот да присуствува, така? Ајде, што е идејата? Идејата е да одбележиме тоа што поминале 20 години, да кажеме што сме направиле и да кажеме што планираме да направиме. Така. Програмата е замислена така да се прошетаме низ цела Македонија, да ги видиме што е можно повеќе носи, мада временскиот период за еден концерт не дава можно да се видат многу носи, ама да видиме повеќе разновидни носи од повеќе краеви на Македонија и да се представиме со одредени блокови од одредени региони на етнички предели на Македонија. Една посебен напор вложивме да припремиме една нова сценска кореографија. Тоа е кореографијата Мијачка, која што пред 2 години првпат се играше беше ставена на репертоарот на ансамблот Танец и ние ќе видиме прв аматерски ансамбл кој што ќе ја изведе. Значи, сем Танец, стануваме ние втори изведувачи на таа кореографија. За таа кореографија се бара голем оркестар со зурли, со тапани, со кавали, со сворчиња, со хармоники, со сите тие работи, тамбури. Значи, тоа е голем оркестар, со големи се захтевите на самата кореографија. Освен тоа, големи се и захтевите со фолклорната гардероба. Таму се појавуваат 4 типа на мијачка носи, од мијачкиот крај, Лазаров поле, Галишник, Гари, Тресончи и така натаму. Значи, се појавуваат 4 типа на носи, една имаме машка носија, имаме зетовска носија, значи 2 носи, една машка и зетовска машка, и имаме една моминска носија и една небесниска носија. Значи тоа се 4 различни типови, 4 различни видови на носи кои што го носел местното население што го носело тие краишта. За среќа, ние сме добри работници. Далибор кажа, значи се е тоа набавено. Се е тоа набавено, веќе е спремно за концертот. Спремно и можеме да се пофалиме дека ќе биде тоа во целост како што е планирано, да така? прикажеме, се надевам дека и играчите ќе задоволат публиката со изведбата. Да додадеш, Далибор? Не, мислам да не сакаш нешто. Ворете се. Добра, што се несува до оние кои што се дел од ансамблот, на која возраст ќе бидат, како ви се поделени групите? За овие што настапуваат сега, ќе настапуваме само со првиот и вториот ансамбл. Добра. Тоа ќе биде група од околу 60 до 70 момци и девојки на возраст од 16-17 до 30 години. Има и повеќе од 30 години. Значи, широк диапазон на години.
Значи, два ансамбли се во прашање, првиот и вториот. Во тие два ансамбла има измешано и еден ветерански. Не е ветерански. Не е ветерански. Како да крстиме? Се уште не сме ветерани. Тоа е првата постава од формирањето на ансамблот Етнос. Имав среќа да бидам јас дел од таа постава, кој веќе... Па тие се околу 40 години сега, ако вака. Не сме Може и 40, помлади. не сме околу 30. 30-40. Тука околу, Да. околу 30 на години сме. Се собравме до 15 годишнината кога ја прославувавме. Инцертите што ги може да ги погледнат гледачите се од таа 15 годишнина. Тогаш се уште имаше дел од нас кои беа активни членови од последниве 5 години заради различни патишта во животот. Јасно, имавме и короната сега да не короната и се разотидовме. Таа прва постава престана со активирање. Но сега за 20 годишнината се собравме сите, дури што ни беа членовите кои не живеат во Македонија, доаѓаат другари од Малта, доаѓаат пријатели од Будимпешта, за да проби веќе редовно, за да може да учествуваме на концертот, да се вратиме како што беше баш пред 20 години кога почнавме да играме, целата екипа да се собереме да повторно на сцена заедно. Да, покрај сето она што се учи и презентира, дефинитивно најдобро е другарувањето, кое што навистина е несебично и навистина трае долго и е искрено, посебно нели во вакви дополнителни активности, како што е игра Орна, нели да ја наречеме така. Верувам дека има пријателства и дека има дружби. Да, можам да кажам дека ние не сме само пријатели. Ова е само за младите да ги поттикнеме дека има и друг начин. Можам да кажам дека не сме само пријатели, навистина сме едно вистинско семејство, затоа што сме делеле и кревет, и маса, и се правиме заедно кога идеме на тие патувања, ама не е само патувањата. Кога идеме на патувањата, јас го разбирам тоа дека треба да ја представиме најмногу нашата традиција. Сите го гледаат тоа како да, одиме на игрурна за да се прошетаме некаде, ама не е тоа вистинското Тоа е на добро составен дел, така е. поради кое одиме. Навистина имам стекнато другарство што се за цел живот. Например, сум многу и другарство и љубови се раѓаат, нели така што? Јас од првиот момент кога дојдов, тој ми ги покажа првите чекори, а сега ќе играм рамо до рамо со него на 20 годишнината и ми е огромна чест што сум дел од ова веќе 10 години. Јасно. Тешко е за една играорка да издржи до крај во носилите кои што се тешки. Па не знам дали сите би се сложиле, ама за мене никогаш не представувала проблем или тешкотија. Да, можеби некој носи се потешки вака физички, ама духот во кој што сме кога треба да излеземе на сцена, едноставно се заборава и мислам дека на ниеден од нас не му било тешко да издржи во носија, да биде и по цели ден. Јасно. Ги спомнавме тие турнеи. Во склоп на ова 20 годишнина се размислува презентација може не далеку, него широм Македонија, зошто да не, повеќе концерти. Да. Па имаме ние програма беше, имаме покани за неколку ансамбли из Македонија, неколку фестивали да патуваме на Македонија во Ораовица, во Кичево треба да одиме, во Куманово треба да одиме, за Тетово имаме договорено, во Сарај имаме покана да одиме. Така имаме и неколку патувања, за кажеме веќе за надвор. Значи во Бугарија треба да патува еден ансамбл, ние имаме повеќе групи, така повеќе настапи треба да направиме. Бугарија, Полска, Италија, Турција, така патуваме. Кога, како, која година ќе се затоа, оваа година за таму имаме планиране пакување, па сега живи, здрави да видиме, се надеваме дека ќе ги реализираме. Да, ќе ги реализираме ние и тие планови и пак овој концерт го правиме на 22 март, така? Март, веќе за 20 април имаме закажано друг концерт во Домот на армијата на Македонија за помладите генерации, да се представат и тие за својот репертуар во 20 годишнината, во склоп на таа пресна манифестација. И веќе во ноември имаме закажано уште концерт во МОП, каде што ќе прикажеме нова програма, што не е до сега играна, нова програма ќе прикажеме за широката јавност да се види дека да прикажеме повеќе носи, повеќе игри, повеќе моменти од убавите македонски народни ора. Така. Ви благодарам. Да, нели поводот ни беше концертот, но ја би рекол и инспирација за новите генерации кои што нели следат, ете да пробаат, да видат како е на игра Орна
и дека навистина ќе им биде интересно и дека ќе им го исполни слободното време, а и нормално ќе стекнат и многу пријателства, како што и само узборував. Исто така би сакала да додадам на крај, сите заинтересирани гледачи кои сакаат да бидат дел од концертот 22 март, на страната на Facebook и на Instagram на фолклорен ансамбл Етнос може да се резервираат карти и да се ги подигнат на билетарница на самиот ден на концертот во НОП. Одлично, и таму можат да ги дознаат и сите информации околу запишување, нели да се придружат ако сакаат и така натаму околу следните ваши активности и настапи. Ви благодарам многу. А ние сме тука ќе ги следиме и активностите и настапите и повторно ќе се дружиме, нели? Благодариме и ние за поканата, се надеваме на нови убави средби вака. Задоволството беше наше, ви благодарам. Почитувани гледачи, овде завршуваме со денешното утринско издание. Верувам сите оние кои што не следевте од утринава, дека најдовте по некоја интересна содржина за секого. Продолжува програмата на Телма, а утре повторно со утринската се дружиме 5 минути пред 7. Чао!